документ, се извинувам што прекинавме некоја секунда. И каде што повторно во очите на власта нема никаков проблем. Ова е состојба што била на крајот на 2021 година. 2022 се денес. 16-17% инфлација, енергетска криза, топлинска криза, проблеми со снабдувањето, проблеми во нормалното живење. Дефинитивно, како што би рекол вице-премиерот, нормална работа е по 6-7 фирми да се затворат годишно. Таква не е состојбата денес. И при тоа, денес треба да не уверат дека ова, што е во 2021 година, нема никаков проблем. Тоа било супер. Оваа состојба денеска, што се наоѓаме, лоша. Еве, нема друг израз да земам. Лоша, нема никаква рефлексија од оваа 2021 година. Што не е така. Што не е така, бидејќи потфрлањето е секаде. Ја гледам колечка, тука спомнав. GDP потфрлање, 4%. Инфлација потфрлање, уште расте. Број на вработени потфрлање 0%. Стапка на вработеност исто. 47,2 е реализацијата, потфрлање. Единствено што расте дефицитот. И сега вака ќе речеме дека се мали бројките, но како се рефлектира тоа конкретно во секојдневието, во реализацијата и во имплементацијата на мерките. Истите документи ќе ги користам на кои што се повикуваат и представниците на власта. Па вие оценете после дали треба да бидете задоволни или не треба да бидете задоволни. Дали тука нашата дискусија треба да биде насочена со прстот кон извршната власт, не конкретно кон заменик министерот, да не бидам погрешно сватан, и да бараме отчет дали на оваа констатирана состојба, што не би требало да бидеме задоволни, што се презема да бидеме задоволни. Да немаме оваа ситуација денес во која што се наоѓаме. Што треба да се направи од оваа држава? Што се бара од парламентот како поддршка или како одлуки за да имаме подобар живот? Подобри услови за работа на компаниите. Каде што сега имаме констатирано од сите дека не е таква состојбата. Еве колешки. Од аспект на буџетот, по функционалната класификација, во функцијата општи јавни служби, 4094 милиони денари помалку, отстапување од 13%. Најниска реализација во ставката општи услуги, каде се реализирани 3008 милиони денари помалку. Идеме поратаму. Одбрана. Најниска апсолутна реализација од 323 милиони денари во ставката воена одбрана со реализација од 6523 милиони денари. Најниска процентуална реализација. Ставката други функции во одбраната 162,4%. Реализирани само 58 милиони денари. Ве молам, пратете ме, мислам дека читам истиот текст, истиот материјал. Завршна сметка на буџетот кај функцијата јавен ред и мир. 572 милиони денари помалку. Најниска апсолутна реализација, споредбено со ребалансот, полициски услуги со 277 милиони денари помалку. Идеме понатаму. Економски работи. 2106 милиони денари помалку. Најниска апсолутна реализација во ставките општи економски, комерцијални и работи поврзани со трудот. Други економски работи, земјоделство, шумарство, лов и риболов. 657, 448, 266 милиони денари помалку. Најниска процентуална реализација, транспорт со 72,3%. Од планираните расходи 2041, се извинувам, реализирани 1475 милиони денари. Ова што може би најлошо што дискутиравме многу пати преходно и каде што барем јас имам чувство каде што имаме некој консензус дека треба најмногу внимание да се посвети, најголем фокус бидејќи состојбата ни е навистина лоша. Кај функцијата заштита на животната средина. 229 милиони денари помалку. Најниска реализација во апсолутен износ со 179, малтене 180 милиони денари во ставката на заштита на животна средина. Највисоко процентуално отстапување кај отпадот. Тоа го дискутиравме барем на 2 или 3 седмици. Мислам дека бевте и вие вклучени со репликите. Кај функцијата живеалиште и развој на заедницата.
788 милиони денари. Помалку. Кај здравство 1594 милиони денари помалку. Најниска апсолутна реализација од 1101 милион има ставка за други функции на здравството. Така. Функцијата рекреација, култура и религија 194 милиони денари помалку. Истите податоци ги гледаме. Во функцијата образование ги кажувам и двете. Само ги кажувам дали вие ги согледувате овие работи и дали сметате дека ова треба да бидете задоволни. Ништо не негирам. Истите документи се, истите бројки се. Кај образование 1541 милион денар помалку од планираните расходи. Ова се истите овие ставки кај што грчевите овдека сте се бореле и вие и ние. За денар плюс или уште поважно да го докажеме значението на секој еден денар плюс потрошен повеќе во образованието. Имало многу добри квалитетни дискусии. Да секој еден денар и за потребата и за значението на истиот во оваа ставка. Го говорам бидејќи тоа ви е ваша фела. 1541 милион денари помалку. Ако сметате дека ова помалку не предизвикало серија на проблеми во образованието, дали на локално, дали на централно ниво, како сакаме да го гледаме, можеме и треба да го дискутираме тоа. Тоа не е правилната дискусија. Што тоа предизвикало, тогаш во ред, еве јас се извинувам што воопшто послушав нистото. Кај социјалната заштита, бидејќи ги велиме дека социјалните трансфери треба да бидат одлика на една социјалдемократска влада, кај што ќе се движат, и се реметат, или тоа се базира на нивната идеологија. Ќе стигнаме до капиталните што е на нашата основа. Представува 1362 милиони денари помалку. Најголемо учество од нереализираните 1,5% има ставка за социјална заштита со отстапување од 777 милиони денари. Пресметете го тоа во разните подставки, различните ранливи категории на граѓани, различните основи по кои што овие примања се доделуваат, висината на примањата, и ќе видите колку семејства и колку наши сограѓани се директно засегнати од ова што било реализирано помалку. Од она што вие сметате дека немаме никаков проблем. Еве ќе идеме и од друг аспект. По програмска класификација, само неколку примери. Нема да должам многу, и вака изгубив доволно време. Кај мерките за намалување на сиромаштијата 358 милиони денари помалку. Програма унапредување на одбраната и безбедноста, веќе спомнав, нема да се навраќам назад. Но она што треба навистина да загрижа, што не загрижува, а што реално е канцер кој што метастазирал во нашето општество, е дело со екнењето на владењето со правото. Програма со најмало учество како прво во вкупните владени програми и имате од таму половина од отступувањето. Од тие само 2 милиона, 1 милион 45% од отступувањето. Околу 1 милион денари. И пазете сега, она што го подсетивме, знам дека, но треба го спомнеме, не треба да бегаме. По програмата Борба против корупција и организиран криминал, планирани символични 0,35 милиони денари, воопшто не реализирани. И јас, навистина, се чувствам непријатно кога читам овие податоци. И од аспектот на планираното, но уште е полошо, што и тоа малку што било испланирано, не било воопшто реализирано. Никаков фокус, никаков интерес, никакво значение борбата против корупцијата и организираниот криминал за оваа влада. И понатаму ние ќе се расправаме дали Amnesty International бил релевантен или Transparency или не, кога не ставаат на врвот на корупцијата, а на дното на сиромаштијата. Дело тоа е токму тука во овие податоци. Некој може да ги согледа, некој може да не ги согледа. И јас не викам дека е катастрофа, на некој начин и вие потврдивте дека тоа така. 2021 беше друг премиер, друга влада. Се надевавме дека ќе биде подобро, испадна полошо сега. Но тоа ќе го дискутираме друга седница. Зошто е тоа така? Еве, благодарејќи на институтот ги имав овие податоци. Дали еве уште една работа за која што сите заедно се сложуваме, дури да го направиме, да му дадеме уставен статус, уставна категорија. Ова е извештајот од Државниот завод за ревизија. Уште една институција која што и текако искажува загриженост.
и по однос на транспарентноста како се трошат парите, и по однос на ефикасноста од истите. Мислам дека ги имате и вие, но еве ќе отидеме пред јавноста. Од 109 ревизорски извештаи, 37 без резерва, 26 со резерва. 37 со неповолно мислење, 8 со воздржување од мислење. Чисто за податок, воздршката од мислење е најлошата можна категорија што може да се најде во еден извештај. Ова беше за финансиските извештаи. По однос на усогласеноста со законите и прописите, што е прва и основна мерка на нашите органи и институции што треба да ни обезбедат квалитетен и нормален живот, 23 без резерва, 35 со резерва, од кои 32 со неповолно мислење и 2 со воздржано мислење. Тука простор за оптимизам голем немаме. Никој од нас. Ова е состојба во која што сите ние живееме. И кога ќе сметаме дека е полошо, тогаш, односно сметаме дека најлошото поминало, доаѓаме до следните податоци. Јавните набавки. Директно како се трошат нашите пари. 1170 детектирани наоди во ревизиите. Сите овие ставки што ги говоревме се наоѓаат тука. Барем по онам по планот што било на ревизијата за истиот период. 1170 наоди детектирани во самите ревизии. Пет милиарди 975 562 денари. Утврдени неправилности кај јавните набавки. Да дискутираме ли повторно за ставките? Дали е 0,1% важен? Дали треба да дозволиме милион, 2 или 3 да се згрееме, да преживееме зимата? Каде отиште парите? Дали не загрижува и тоа што укажуваме дека 1 милиарда за време на здравствената криза била нетранспарентно потрошена? Дали можеби не загрижува уште повеќе што не се преземаат чекори? Да не ги читам сега бројките колку постапиле по препораките. Кај што изминале 30, 90 или периоди и рокови кои што требале да бидат постапени. Но и она што е најважно, најголемиот рок што ние овдека треба да реагираме, нашите постапки, да се покаже прсот и да се реше, седнете и почнете да работите. Да немаме во рок од 30 минути како што имаме денеска тотално 3 спротивставени изјави на премиер, вице-премиер и министер, кај што меѓусебно се демантираат. Да немаме ситуација каде што се движиме без компас, или барем таква несигурност да имаат граѓаните кај нас. И не можеме да ги кривиме граѓаните воопшто. Уште многу накратко, веќе немам време. Ќе се земеме во регионот. Колку и да е тешка ситуацијата, дали се тоа светски, регионални или европски, во регионот сите се соочуваат помалку или повеќе со истите предизвици. Значи, во 2020 имавме најголем пат на економската активност поредбено со сите земји од регионот. Имавме пат со 6,1. Наспроти проекцијата од 4,5. По ажурирањето на потоците во 2021 година, економскиот раст не го надминува падот во 2020 година. Проблем сам по себе. Проблем кој што предизвикане од овие бројки што вие сте задоволни, бројки што предизвикуваат денес состојби од кои што граѓаните се апсолутно незадоволни. Ќе го видиме и просечниот раст на земјите во регионот од периодот од 2017 до 2021. Јас ниту верувам во чуда дека преку една година може да се случи нешто за блескаме како што беше некој претходно што велеше, ниту пак некоја катастрофа што може да нанесе во вамбисот. Тоа се е во една линија кај што имаме или прогрес, тенденција на прогрес,
или тенденција, како што е за жал Македонија, со континуирано назадување. Животот е поскап, потежок, можностите и опциите ни се намалуваат секој ден. Македонија во 2017 година со 1,10, Србија 2,10, Бугарија 2,80, Романија 7,30, Албанија 3,80, Косово 4,80%, Словенија 4,80, Црна Гора 4,70, Босна и Херцеговина 3,2, Хрватска 3,40. Имаме отстапување. Добро. И тогаш имало некоја завршна сметка и тогаш се велеше, окей, ќе преземеме мерки, наредната година ќе биде година на економски раст и економски успех. Така не лаже секоја година. Следната година Македонија 2,9, Србија 4,5, Бугарија 2,7, Романија 4,5, Албанија 4,10, Косово 3,40. Црна Гора 5,10. Босна и Херцеговина 3,7. Хрватска 2,9. Ајде, таде се. Лоша била состојбата, во мровците се криви. Ќе биде следната година уште подобра. Следната година 3,9, Србија 4,3, Бугарија 4, Романија 4,2, се извинувам, Албанија 2,1, Косово 4,8, Словенија 3,30, Црна Гора 4,1. Се гледа веќе самата тенденција дека каскаме позади другите. Што и да било во тој период што им овозможувало кај нив таков драстичен двоен или троен раст од нашиот, ние тие услови не сте ги искористиле. Немало економска криза, немало енергетска криза, немаше топлотна криза. Мислам дека за овој период немаше ни здравствена криза. Просечниот вкупниот раст, ако го земеме во семеот регион, да не идам по години понатаму, поентата ми беше таа, тезата ми беше таа дека не ги пратиме нашите комшии, дека нашите мерки не вродуваат со плотка кон нивните, напорите на нивните влади еве даваат повеќе резултати од нашите. Може ми така, ако вие нешто полесно да го примите. 5,56 Македонија, 18,44 Србија, Бугарија со 9,38, Романија 18,91, 15,51 Албанија, Косово 18,84, Словенија 17 и така натаму. Што имаат граѓаните повеќе на овие држави во регионот повеќе од нашите? Со што заслужиле повеќе да имаат таков подобар развој, поквалитетен живот, постабилни услови за работа, за учење, за развој и така натаму од нашите? Разликата е само владата на СДСМ. Ништо повеќе. И незините политики. Ќе финиширам веќе само при крајот, бидејќи нашиот вице-премиер во изјава на ТВ21 вели вака, ќе го цитирам. Владата ниту еднаш ги нема остварени своите планови, иако воведе неколку механизми да се зголеми реализацијата на инвестициите. Можете да кажете со најдобра намера колку сакате. Можете и да верувате со најдобри намери во кажувањето на оваа извршна власт колку сакате. Но фактот е дека оваа влада ниту може, се плашам дека ниту сака да донесе резултати кои што може да им донесат подобар живот на граѓаните. Секоја година е се полошо и полошо. Тоа го велат и бројките, тоа го вели и расположението меѓу народот, тоа го велат и извештаите на меѓународните институции. Доколку сакаме да биде подобро, или ќе го покажете прсто спрема владата и ќе седне и конечно почне да работи за народот, а не за фирмите блиски до нив и да задоволува нивни интереси, или едноставно нека си оди. Нека остави простор на некој што сака, има повеќе желба, повеќе знање и повеќе капацитет да сработи. Ви благодарам.